Внетрепартиските превирања во ДУИ го заглавија предлогот за состав на новата влада во фиоката на мандатарот Заев. Ниту ни блиските соработници на лидерот на СДСМ не знаат точно кога во собранието ќе се гласа за новите владини функционери, иако такво нешто беше најавено за денеска. Проблемот кој се појави при изборот на Талат Джафери собраниски спикер сега е проблем и за гласање на владата. Според неофицијални информации, скопското крило на ДУИ, односно пратениците Изет Меджид и Арбен Зибери, не се согласуваат со одлуката на Али Ахмети, функционери во новата власт да бидат Бујар Османи и Артан Груби, па поради тоа не сакаат да ја поддржат новата влада, која невозможно се изгласа без нив. Министерот за информатичко општество во заминување и пратеник во новиот парламентарен состав Дамјан Манчевски се уште не знае кога во собранието ќе биде доставен предлог владиниот тим, но верува дека брзо ќе сме имале функционална влада. Предлогот за влада се добро, ќе опрашате мандатарот конкретно. Кога јас верувам денес утре, значи овие денови ќе биде поднесен предлогот за влада и брзо ќе биде изгласана и новата влада. Така што најкасно веќе следната недела ќе имаме функционална извршна власт. Ниту самиот Заев не дава прецизен одговор кога предлог владиниот тим ќе биде доставен пред пратениците, за разлика од предизборната реторика, кога тврдеше дека брзите избори век на пандемија се потребни за да профункционираат институциите. Сега вели ќе чекал да се изберат потпредседатели на собранието и да се верификува мандатот на новите пратеници, па потоа ќе го доставил предлогот за влада на гласање. Штом заврши собранието со сите овие претходни постапки, веднаш ќе го доставам предлогот за влада и владината програма до парламентот. Мандатарот и лидер на СДСМ има рок до 2 септември да ја состави новата влада на Македонија.